Добро, продолжуваме понатаму со вториот час, односно со третиот час за второ оделение. Го имаме часот по општество. Она што многу често се зборува, посебно во последно време, колку е важно да ја одржуваме личната хигиена. Многу е важно. Најмногу. Многу е важно, така затоа што на тој начин предонесуваме за зачувување на нашето здравје. Ајде да видиме што спаѓа под лична хигиена. Дадени ни се неколку сликички во кои еден ученик се чешла, друго девојче си мие заби, трето детенце си мие коса и да видиме што имат они да ни кажат. Лична хигиена значи одржување на чистотата и хигиената на своето тело. Со тоа ние се заштитуваме од болести и си го чуваме и подобруваме нашето здравје. Старата поговорка вели: чистотата е половина здравје, а здрав човек е богат човек. И затоа секој треба да биде одговорен и да се грижи за својата лична хигиена. Значи, личната хигиена е важно да ја одржуваме, бидејќи таа не заштитува од бактерии, од вируси, од болести и ни го одржува нашето здравје. Што се подразбира под лична хигиена? Овде ни се дадени дечиња кои што ни прикажуваат како можеме ние да одржуваме, односно како сите ние ја одржуваме личната хигиена секојдневно. Го гледаме девојчето, момчето кое што се бања, го гледаме девојчето кое што се чешла, девојчето кое што мие рачиња, исто и овде, кое што си четка заби, се брише, употребува чисти марамчиња. Што се подразбира под лична хигиена? Под лична хигиена се подразбира редовно миење на лице, раце, заби, коса, туширање, бањање, чешлање на коса, употреба на чист пешкир, употреба на чисти марамчиња, сечење на ногти, чистење на уши, носење на чиста облека и така натаму. Колку е сето ова важно, кои се средствата за лична хигиена? Добро, тоа ќе го дискутираме. Зошто е сето ова важно да го правиме? Па за да се одржиме здрави, за да не се разболиме, прво за себе, потоа и за другите. Така, прво за себе, а потоа и за другите. Сега, одржувајќи личната хигиена, нормално дека ни се потребни одредени средства. Да видиме кои средства ни се прикажани на сликата. Сапун, лосион за тело, шампон, паста и четка за заби, чешел или четка за коса, сунгерот за тело, пешкир, ноктарица, тоалетна хартија, влажни марамчиња и друго. Со користење на средствата за лична хигиена се уништуваат вирусите и бактериите што предизвикуваат болести, а така тоа е многу важно за сочувување на здравјето. Често ги слушаме оние препораки, совети како треба да ги миеме нашите раце. Значи не е само да отидеме до тоалетот или до кујната, да ги ставиме рацете под вода, да ставиме малку сапун, да истриеме и готово. Не. Значи треба да се мијат рацете, се препорачува, тоа докторите го кажуваат, 20 секунди. Може ли да пробаме како ќе изгледа тоа миење на раце? Миење на раце 20 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и готови сме. Ги ставаме под топла вода и убаво ја тргаме сапуницата за да паднат, гледате овде. Одлично! И тука го вземаме пешкирот кој што е за раце и ни се чисти. Ево овде ни се прикажани како паѓаат бактериите од рацете, бидејќи, нели,
постојано нешто фаќаме, децата многу сакаат кога ќе излезат надвор и да си играат и со песок, и со камчиња, и со стапчиња, и различни игри. И кога ќе се вратат дома, потребно е сето тоа убаво да го измијат од рацете. Тука ни се прикажани 6 чекори на правилно миење. Најдобар начин да се заштитиме од бројните бактерии и вируси е редовното миење на раце. Рацете секогаш треба да се мијат кога ќе се вратиме од надвор, пред и по јадење, што е многу важно и учениците го почитуваат и секогаш кога идеме пред јадење се ги мијат своите раце. После играње, по потреба на тоалет, прифрлање отпадоци, употреба на пари, галење на домашни меленици. Имам, како се вика, протестирам. Ајде, повели. Рацете треба да се мијат и пред одење во тоалет и после одење на тоалет. Така е, и да. треба тоа сите деца да го научат и гледам и во препораките дека цело време се препорачува само да се мијат рацете после одење на тоалет. Прво се мијат рацете за себе, а после одење во тоалет се мијат рацете за другите. Затоа треба да се мијат раце и пред и после одење во тоалет. Фала, се согласувам. Начин на миење, ајде повели. И исто така, една од најпотребните работи, мислам дека е дисциплината. Така. Пристојност и дисциплина. Тоа е одговорноста, тоа е нашата одговорност која што сите ние треба да ја имаме за да, нели, тоа е пред се за нас. Начин на миење. Рацете треба да се мијат 20 секунди, а потоа со топла вода да се измијат и убаво да се избришат со пешкир, да не ги оставаме рацете влажни. Пешкирот кој го потребуваме за да ги избришаме рацете се заменува со чист пешкир секој ден или по 2 дена. Него може да го потребуваат сите членови на семејството. Но пешкирот за лице, секој треба да си има свој пешкир за лице, а тој треба да се заменува со чист пешкир секој ден или на 2 дена. Бидејќи кога сме веќе кај рацете, да ги спомнеме и ноктите, бидејќи под ноктите може да се скријат голем дел од бактериите, потребно е тие редовно се сечат или подскратуваат. Ноктарицата и ножички за сечење нокти редовно се чистаат и тие ги чистиме. За да бидат зъбите здрави и чисти и да не се расипуваат, потребно е редовно да ги миеме со четка и паста за зъби. Колку често ние ги миеме зъбчињата? Па се мијат доста често, неколку пати во денот. Од 3 до 4 пати. Од 3 до 4 пати, така. Важно е да се мијат зъбите 2 пати на ден. Наутро и навечер е задолжително. Да, наутро и навечер е задолжително, а уште подобро е после секој јадење. оброк. Јас дека јадам 4 пати на ден и затоа морам 4 така, пати. Да, одлично. Правилно четкање на зъбите. Значи, се четка горните зъби од натрешната страна, па долните зъби од натрешната страна, површината со која јадеме и надворешната страна. Значи, сите страни треба да ги опфатиме убаво и надворешните делчиња и натрешните делчиња од зъбите. Четката за зъби се користи најмногу до 3 месеци, а ако сме болни, тогаш треба веднаш да се замени. Освен миењето раце, кој што го имаме најчесто, па миењето зъби, исто така, четкањето зъби, исто така, секојдневно тоа што го правиме е и туширањето. Редовното туширање исто така спаѓа во секојдневното одржување на лична хигиена. Туширањето пред спиење е доволно да се одржува телото чисто и така да се отстрани нечистотијата која се собирала во текот на денот. Сунгерот за туширање се употребува најмногу до 2 месеци. Нашата бањарка, секој треба да си има своја бањарка или пешкир, се заменува со чист по 2-3 употреби. Чешлањето е исто така битен дел од нашето секојдневие. Со чешлање косата изгледа посиена и помазна. Се спречува заплеткување на косата и кинење на влакното. Ако ја ставиме косата долго време неисчешлана, таа ќе биде цела заплеткана, па кога ќе треба да се чешламе, ќе ни излезат многу влакно од неа и ќе биде
искинат тој долниот дел. И таа, како и другите средства за лична хигиена, исто така потребно е и да се оддржува, значи да се мие повремено, но исто така и таа си има свој рок на трајање, што значи дека се користи од 6 до 12 месеци, а потоа е препорачливо да се замени со нова. Стапчињата за уши исто така дел од нашата секојдневна, односно не е секојдневна хигиена, бидејќи не е препорачливо секој ден да се чистат ушите со стапчиња, но добро е после бањање, да кажеме после 2-3 дена, да се чистат ушите и тоа што е најважно е стапчето за уши да биде чисто и ново. Ајде да откриваме, погодуваме и точно да решаваме. Ајде. Да. Ја. Дадени ни се неколку илустрации, 4 илустрации. Вели, откри го редоследот на настаните и означи ги илустрациите со броевите од 1 до 4. Треба да откриеме што е прво што направило детето, па следно што направило и така да стигнеме до 4-та илустрација. Што мислите, што е она што прво го направило ова момче? Како по илустрациите или по она како што мислиме дека Според треба? редоследот на настаните. Аха, прво измило заби. Прво измило заби, гледаме дека си е облечено различно од другите 3 илустрации, тоа се пижами, така може да заклучиме. Прво измило Тоа заби. иде прво. Како иде па на што хоризонтално прави? или вертикално? Нема, ние го одредуваме кој е точниот редослед. Аха, добро, па Да. потоа мие раце. Не рачи. Мие раце, така, Па се Потоа ги добро. се више. ги брише рацете и на крај се На крај седнува да бидејќи појадува. станува и си мие заби, предпоставуваме дека станува збор за наутро, седнува и се Појадува. доручкува. Ајде да видиме. Готово. Оп. Може ова да вратиме назад? Може. Само да видиме. Не, вака. Само чекајте. Не, во ред. Во ред. А да, овде, ама не 3, се ова. 4. Идеме сега на следното. Истата задача ни е да го откриеме редоследот на настаните. Овде ни се дадени различни илустрации. Гледаме дете како се ја чешла косата, како се бања, се брише и се облекува. Да видиме која би била првата од овие. Првата се чешла, па се облекува. Да не е прво се капе, па се чешла. Ами мислам дека се работи за различно дете овде. Да остари косата. Да, окей, добро, Нема прво се логика тушира, детето да па се се фарба брише, така. па се чешла, па се облекува. Така најверојатно. Да, тоа го правиме. Значи прво се тушираме, па се бришаме со чист пешкир, па следува си ја местиме фризурата, да не биде се облекува, така се облекува и на крај се чешла. Добро. Идеме следната, тука ни се дадени 3. Што правиме пред спиење? Е што Миеме е многу заби. битно. Така е, тоа е многу битно. Она што сме го јаделе во текот на денот, доколку не сме ги измиле после секој оброк, пред легнување задолжително да се измијат заби за да не се расипуваат, да не фаќаат кариес кој што потоа ќе треба да го лечиме кај стоматолозите или кај А нашите никој забави. ги не ги сака не. тие. А не за да не ги за да ги нас. избегнеме нив, затоа редовно ќе си ги четкаме навечер забите. Идеме, тоа е прва. Па после ќе Па почитаме ова малку детенце книга. ужива да чита книга пред спиење, заедно с неговото мече. И на крај ќе си заспија. Сладко ќе си заспие. Така. Браво. Идеме на втората задача. Вели, штиклира го точниот одговор. Понудени ни се неколку илустрации, а горе ни е дадено едно барање. Вели, рацете ги бришаме со. Сега ни е понудено стапче за уши, пешкир или четка за заби. Со четка за заби. Стапче. Со четка за заби, рацете ги бришеме со. Ајде да видиме со кој е пешкир. точниот одговор. Точниот Како не знаеш пешки, дека е. Тоа е точниот. Ноктите ги сечеме со ноктарица,
четка за заби или стапче за уши. Кој ќе го штиклирам? Ноктите ги сечав Со ноктарица. Со ноктарица, може некои со ножички. Така. Има едни мали специјални. Баш тоа ќе го се кажам. за ногти. Истото. Идеме следното. Рацете ги миеме со четка за заби, четка за коса или течен сапун. Аз Децата цело време викаат во училница, дајте ни го течниот сапун да си ги измиеме рацете. Значи со течен сапун. Така е, Знаат со децата. течен сапун. Лицето го миеме со ноктарица, сапун за лица или четка за коса. Многу е. Со сапун за лица. Да. сапунот за лица. Неверојатно. Точно. Идеме следното. Косата ја миеме со ноктарица, ја испосечаме, шампон или четка за заби. Шампон. Се согласуваме? Да. Ајде ќе се Па согласам. ајде да се согласиме со шампон. Забите ги миеме со четка за кондури, четка за заби или пак е четката за коса. Четка за заби. Четка за заби со заби. Звони. Одлично. Забите ги миеме со тоалетна хартија, стапче за уши или паста за заби. Паста. Паста за заби. Паста за заби, косата ја четкаме со, Четка за коса. да не е четка за заби. Не, четка не за е коса. четка за коса е. Наставнички, ние вие ни го И одзимате да правото на голем повториме, одмор. на крај ни следи да повториме. Поличната хигиена се подразбира одржување на чистотата на своето тело, а тоа е лице, коса, заби, уши, врат, раце, нозе и ногти. Тоа е важно за да бидеме здрави. Средствата за лична хигиена ни се овде наброени, а задача за учениците од второ оделение да напишат оваа кратка дефиниција и да ги набројат средствата за лична хигиена. Ви благодарам Супер! многу. Одиме со- Одлични бевте. Одиме со Браво. голем одмор. Ја. Yes.